Па добро, дали чувствувам притисоци? Убаво кажа, јас сега пред да дојдам го погледнав случајно, ми го испрати од пензиско годините колку време сум во професија, од 25 години 15 дена го прочитав ливчето, така да јас не би го дефинирал дали во моментот има притисоци. Притисоци имало од секогаш и ке има. Меѓутоа многу зависи од интегритетот на новинарот, колку ќе прифати да биде цел на се тоа и колку знае професионално да одговори. Слобода на медиуми, тоа е постојана борба, тоа не е еднаш ја освоивме, еднаш дефиниравме и сега е слободно и готово. Никош нема да се откаже ниту една власт, ниту една бизнис елита од притисоците. Меѓутоа пак ќе кажам, тоа зависи од тоа колку си подготвен, колку имаш кичма да се спротиставиш на се тоа. И зошто си на крајот на денот во професијата, дали сакаш да ја работиш професионално или си моментално тука да искористиш таа позиција за да додеш до нешто друго, до некоја друга позиција која што можеби повеќе ќе ти одговара. Така да тоа би бил краток одговор на тоа дали има притисоци и дали престанале притисоците, никогаш не престануваат. Сега како ќе го организираме се тоа, и тука има повеќе сегменти. Едниот сегмент е, ние постојано зборуваме за некаква медиумска писменост. Медиумска писменост, обично фокусот е на публиката, колку знае да ги препознава и колку знае да ги чита сите оние медиумски продукти кои што излегуваат, меѓутоа има медиумска писменост и на оние кои што ги создаваат тие медиумски продукти. Значи, јас сега деновиве го следам делот што е со мостот, затоа што го користев доста и поминував, фокусот кај ние. Значи, ние главно сите теми, можеби ја не сум видел, меѓутоа сите теми се фокусирани, колку време ќе трае обновата, колку е што е, меѓутоа не најдов доволно материјал, чија е одговорноста што тоа се случило. Ние зборуваме за последиците, не зборуваме за причините. Така да фокусот на новинарите, на што е првично во целиот тој медиумски продукт кога се обработува, исто така битна алатка да знаеме како да движиме и како да се одбраниме од се она што ни се случува, затоа што помалку професионалните новинари можеби ќе добијат намерно или ненамерно некаква заради ексклузивитет, заради некаков пристап на површност, па можеби ќе отидат во друга насока, ненамерно. И тоа ќе го искористи секоја власт, тоа ќе го искористи секоја бизнес елита, тоа ќе го искористи секоја пропаганда. Значи, има начини како се тоа да го одработиме, меѓутоа мора да си погледнеме у сопствениот двор, како го сработуваме тоа и на кој начини и дали воопшто имаме капацитети. Другите провокации, кои што исто така удираат врз професијата, а тоа е новиот амбиент и новата понуда на како циркулира информацијата. Повеќе не сме во ситуација да речеме условно сега еден го спомнавме, ќе чекаме во 7 сат што ќе се обави па да ја слушнеме информацијата. До 7 веќе половина од порталите ги објавиле информациите. Која насока ја дале? Дали знаеме што читаме и која е понудата? Дезинформацијата која ќе влезе многу тешко е потоа да ја дадеш вистинската информација. Меѓутоа мора да бидеме свесни дека не сме сами на просторов. Значи тука се тој простор кој што е узурпиран, условно кажано, од непрофесионалците, професионалците ќе треба многу повеќе да одработат за да дојде до вистинска информација. Финансирањето е сериозна работа за предвидливост и одржливост на она што сакаме да го постигнеме. Во случајов МИА, да речеме, има нестабилно финансирање и колку и да ние се обидуваме да извадиме некаков максимум од тоа што го имаме, сепак не можеме да го сработиме тоа што го немаме. Беше актуелна пред околу Нова година приказната со дописниците, со враќање на дописници. Ние добивме уверување дека да, ќе добиете пари за тоа, меѓутоа парите се уште ги нема. Така да јас не можам да предвидам колку ќе спроведам од тоа што знам како треба. Можеби не знам, ама знам како треба. Треба ресурси со кои што ќе го спроведеш тоа. Така да финансирањето, финансиската независност е една од клучните работи за сите медиуми. Социјалниот аспект, платите на новинарите, за колку пари работат. Исто така е суштинско во тоа како ќе го сработат тоа, дали ќе дојдат, ќе одработат информацијата, ќе напишат 5 или 10 реда и ти ќе гледаш
кај е веста во приказната и ќе рече јас го направив сето тоа, или сериозно ќе приде и ќе го анализира и ќе го сработи се тоа како што треба. Значи има многу елементи кои што ја даваат целосната слика за тоа колку можеме и колку знаеме и колку можеме да се одбраниме од предизвиците, кои што дефинитивно не е карактеристика ниту само за нашиот простор, тоа е еден тренд на поделеност на секој да слуша што сака да слушне, многу повеќе вистини. Некои свесно влегуваат во сето, а некои влегуваат заради немање доволно извори и немање доволно ресурси да го сработат тоа како што треба да го сработат. Социјалните медиуми дефинитивно, барем јас лично се среќавам со многу луѓе кои ќе ме прашаат, абе ова точно ли е? И се ти му велиш, а кој е изворот? Ама пишуваше на Facebook. Не сакаат да се замарат со тоа дали е вистина, дали не е вистина. И на крајот на денот во поделената јавност вие имате една вистина на една структура која што свесно шири невистини. Имате друга вистина на една друга структура која што да кажеме дека се обидува да наметне не само свој и да биде поблиску до вистината. И сега ќе го додадете пакетот дека невистини се шират од парламентарни говорници, се шират од пресконференции, се шири од политичката елита, се едно дали е на власт или опозиција. Граѓанинот е збунет кој е изворот и што е она што е вистинито, а што не е вистинито. Тој што сака да разбере, тој што не сака да разбере, другата вистина не ја не слуша, ги слуша само своите и тука завршува и воопшто не го интересира што е. Верува во тоа. Така да има многу работа во целиот пакет и од професионалните здруженија новинарски, и од уредништвата, и од лидерството, во кое што не може да се иземе само еден сегмент за да се добие вистинската слика, во кое што треба да се одработи и во кое што мора да учествуваме сите.